Овој месец октомври, односно месец октомври, секогаш е месец за подигнување на свеста за дислексија, па така и ние ова вторнич утро ќе се потрудиме и ќе се обидеме да ја подигнеме свеста за дислексијата во земјава. Бројките, односно податоците велат дека 5 до 10% од светската популација ги зафаќа дислексија, односно се борат можеби со оваа состојба која што се нарекува дислексија. Постојат повеќе дефиниции кои што нели можеме да ги слушнеме и на кои што се зборува, но дефинитивно наједноставната е тоа дека дислексијата представува состојба при која што мозокот различно ги перцепира пишаниот и говорениот јазик. Затоа какви активности ќе следат во овој месец октомври, ќе дознаеме од председателот на единственото здружение регистрирано за дислексија Ајнштајн, Дамјан Николовски. Дамјан, ќе ви посакам добро и убаво утро. Добро утро, Јована. Дамјан, овој месец октомври, односно секој месец октомври е месецот за подигнување на свеста за дислексија. Па најпрво би ве прашала што покажуваат податоците во земјава, какви се бројките, односно на истражувањата кои што вие ги правите и податоците кои што ги добивате во однос на процентите за тоа колку имаме дислексија во земјава. Како што кажа и во најавата, генералната светска статистика за застапеноста на дислексијата некаде 5 до 10% или до 15% во зависност. Истражувањата кои што ние ги имаме спроведено, значи тоа не се официјални статистички информации, меѓутоа се доволен показател. Например, ако некаде околу 2700 средношколци, покажавме дека 12,2 од испитаните ученици, проценти од испитаните ученици се соочуваат со дислексија, што е генерално во рамките на светска статистика. И е навистина доста голема бројка. Да, како може да се забележи состојбата? Обично прво родителите се борат, нели? Многу не се и запознаени, нели? 10 години еве како што постои здруженијето Ајнштајн кое што е посветено за дислексија, единствено здружение во земјава, па некако еве во последниве 10 години да кажеме дека повеќе почна да се зборува во нашава земја, но сепак некои од родителите не го прифаќаат тоа или не можат да го препознаат. Па еве кој е наједноставниот начин или како да ја препознаеме оваа состојба? Ивана, во овие 10 години работите се доста променети, како што кажа. Свеста за дислексијата е навистина зголемена и родителите се повеќе ги препознаваат децата. Меѓутоа, јас ќе кажам дека првите кои што треба да препознаат дислексијата кај учениците се наставниците, затоа што дислексијата е образовен проблем, а потоа родителите. Оние најчести знаци за препознавање на дислексијата се, како што и самата дефиниција звучи, тешкотии во читање, односно кога детето не чита соодветно, брзината на читање не е соодветна за неговата возраст. Потоа родителите и наставниците може да забележат испуштање на букви при пишување, преместување на буквите, додека детето чита може графички сличните зборови да ги заменува, односно да зборот да пишува едно нешто, а детето да прочита нешто сосема друго, или генерално земено на тешкотија во учење кога детето отстапува во однос на училишниот материјал во однос на останатите ученици. Значи, овие се некои најглавни карактеристики на лицата со дислексија, меѓутоа не мора да значи дека секој дете ги покажува истите. Знаците се најразлични кај секој, затоа е важно да се дислексијата да се детектира некаде на 9 годишна или над 9 годишна возраст, затоа што до 9 години речиси секој ученик може да се соочи со тешкотии во учењето. Дамјан, како да му се објасниве на детето, односно што треба да се прави, како треба да се работи, кои се оние први мерки кои што треба да се превземат кога станува збор за дете кое што има состојба на дислексија? Јас сметам дека е важно на децата да им се соопшти, прво да им се објасни што е дислексијата и да се објасни дека дислексијата не е ништо страшно, затоа што секој човек кој што има дислексија, без разлика дали знае, дали е свесен дека има дислексија или не, се чувствува поразлично и гледа дека не напредува исто како останатите ученици. Затоа е важно детето да биде свесно дека има дислексија. Од друга страна, останува на родителите дали ќе сакаат тоа да го соопштат во училиштето, иако секако би било добро, затоа што помошта која што ќе добие детето во училиштето е една од најважните за да може добро да напредува во текот на образовниот процес.
Да, оно што знам дека го работевте во изминатиот период е дека исто така и работевте со наставниците, односно токму тие да можат нели да ја препознаат оваа состојба, па како се справуваат наставниците во тој поглед кога ќе препознаат дете кое има состојба на дислексија. За разлика од почетоците, повторно ќе кажам, работите се променети, наставниците се повеќе ги препознаваат учениците со дислексија, меѓутоа има уште многу да се работи. Дојдени сме до степен каде што наставниците може да препознаат дислексијата, затоа што нашата едукација досега била таква, меѓутоа настанува сега проблем што понатаму треба да презем, односно дека се потребни вистински стручни обуки за наставниците како да работат конкретно со децата кои што имаат дислексија. Изминативе 10 години ја подигнуваме свеста нели за дислексија, но како можеме уште повеќе да делуваме, да работиме, да превземаме активности за да ја подигнеме уште повеќе свеста за дислексија? Вака пред се, вие медиумите сте наша најголема поддршка и најмногу придонесувате кон подигнување на јавната свест. Ние го правиме тоа 10 години, ќе го правиме и понатаму преку едукација на наставниците, едукација на родителите и генерално е важно и општата јавност да знае што е дислексија, затоа што кога ќе земеме во едно оделение каде што имаме 2 деца со дислексија, треба да биде и целото оделение информирано за тоа дете да добие поддршка, не да биде исмевано и да биде жртва на булинг само затоа што е различно или можеби потешко чита. Тоа се некои ситни работи кои што треба сите ние да ги направиме, а ќе придонесат многу за сите оние 12% од населението кои што се соочува со дислексија. Да, овој месец посветен, иако вие нели во текот на сите 12 месеци во текот на годината, изминативе 10 години работите за подигнување на свеста и за подобрување на состојбите и во образованието, секако и родителите дома да работат со децата, но кои се активностите со кои што официјално ќе го одбележите овој месец октомври? Да, ќе организираме неколку едукативни вебинари за дислексија. Наскоро идната недела ќе започне видео серијалот 3 минути прашања за дислексија, каде што ќе се одговараат оние најчести прашања кои што наставниците и родителите ги поставуваат за дислексија, за да може до што повеќе граѓани да допре информацијата што е дислексијата, како да им помогнат на учениците, но пред се како да ги препознаат учениците со дислексија. Да, што направиве? Колку сте вие задоволни за ова една деценија постоење? Колку ги смени перцепциите и состојбите во општеството, во земјава, Сдруженијето Ајнштајн? Можам да кажам дека перцепцијата кај граѓаните, кај наставниците и родителите е доста променета, за разлика од тоа како беше претходно. Меѓутоа, недостасуваат некои системски решенија, односно ангажираност од страна на државата, измена на законски регулативи, воведување на обуки за наставниците, меѓутоа и да креираме ние сите како општество во соработка со факултетите стручни кадри кои што ќе може да работат директно на третмани за дислексијата, се со цел да им помогнат на учениците. Дамјан, како функционира Сдруженијето? Може ли да ве побараат родителите кои што се загрижени, кои што првпат се соочуваат нели со детето дека има состојба на дислексија, кај да можат да ве побараат, да се обратат кон вас, да побараат помош и социјална или да се олесни целиот процес на образование и на едукација на децата? Да, значи нашите броеви се достапни секаде на интернет, родителите може во секое време да се јават и тоа и го прават, секојдневно се јавуваат родители кои што забележуваат дека кај нивните деца има одредени тешкоти, се јавуваат исто така и наставниците, бараат дополнителни ресурси, дополнителна поддршка, ние гледаме колку што можеме да им излеземе на сите во пресред, се со цел за да креираме едно инклузивно општество за луѓето со дислексија и специфични тешкоти во учењето. Да, многумина можеби и знаат, но оние кои што не слушнале дека и вие сте нели лице со дислексија на кое што му е нели исто така откриено во основното образование, па да споменеме дека дислексијата не е ништо страшно за родителите и за бабите и за дедовците кои што можеби се грижат и се плашат за своите деца, сепак еве ти си еден успешен млад човек кој што работи, твори без никакви пречки, но како се развиваш еве ти
што тебе ти беше потребно во твојот образовен процес додека ти беше во образовниот систем? Да, ќе те коригирам тука, јас малку подоцна дознав дека имам дислексија, а така сум го поминал основното, средното образование, високото образование без да знам дека имам дислексија и веројатно не сум ја добил потребната поддршка во оној процес на учење. Секогаш ми одело потешко читањето и генерално учењето и запомнувањето на работите, меѓутоа секој човек со дислексија има гради својот брамбени стратегии како се справува нели со тие тешкоти, без разлика дали е свесен дека има дислексија или не. Меѓутоа, како што кажа и ти, дислексијата не е ништо страшно, едноставно представува тешкотија во текот на образовниот процес и апсолутно не треба ниту родителите, ниту бабите, дедовците да се грижат, затоа што секој дете со дислексија може да биде успешно доколку ја добие соодветната поддршка и од дома и од страна на училиштата. Дамјан, ти благодарам за одвоеното време, секако заеднички сите да ја подигнеме свеста за оваа состојба на дислексија, која што навистина не представува ништо страшно и не треба нели да се грижите, само малку повеќе работа со децата и раното препознавање за да знаат нели наставниците дека се работи за дете кое што има состојба на дислексија.